Ви благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, колеги советници, градоначалник. Ќе се обидам да бидам краток, јасен, концизен и прецизен во однос на моето излагање за денешната воредна седница на Советот на градот Скопје. Ќе пробам да дадам еден мој личен став во однос на состојбите во кои што се наоѓа градот Скопје моментално, но исто така и да ги прокоментирам определени ставови кои што ги изнесе градоначалникот и овие три предлози кои што како советничка група ги поднесуваме денеска за да помогнеме во постепено разрешување на ситуацијата во градот Скопје. Мене лично ми е многу незгодно и е многу лошо чувството кога пријатели, роднини, колеги на работа во слободна неврзана комуникација од луѓе кои што политиката и не им е баш јака страна, ќе почнем да добивам коментари зашо седите вие таму у Совет. Па потоа имаме коментари од типот на дај направете нешто со автобусите. Од утре пак ли нема да има автобуси? Тоа се генерално коментарите кои што ги добивам и ги добиваме од наши блиски лица. Има коментари, леле, шо му се дешава на Скопје. Имаат ли памет овие? При тоа не ни знаат веќе на кого мислат, заради тоа што им е преку глава од тоа што го гледаат во градот Скопје како хаос и катаклизма во кој што дозволивме како Совет, дозволувате и дозволуваме како Совет ова на нас да ни се случува. Доколку некој од страна не праша или ме праша што се случува у град Скопје, во Скопје, како е Скопје, најреалниот одговор кој што може да му го дадеме е дека Скопје не постои моментално, некако во 63-та после земјотресот, фала Богу, Скопје не постои моментално заради политика, инает и ништо друго како фактор. И тоа не постои заради истата тој инает и политика и тоа од сите страни. Знаеме дека Скопје е блокиран град, дека Скопје е загаден град, дека по Скопје тешко се решаваат проблемите во однос на чистењето на ѓубрето. Еве го јавниот превоз на патници, неколку пати го дискутираме, неколку пати сме свикувале воредни седници. Тоа ни е градот Скопје во 21 век, во кој што ништо не функционира, освен политика. Тоа е истиот град кој што во 2028 година е избран за Европска престолнина на културата. Зашто дискутираме ние повеќе? Затоа пробав на кратко да го срочам моето мислење за моменталните случувања во градот Скопје. Искрено поведени од она што се случува во градот Скопје, како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз и Македонија во опозиција во Советот на градот Скопје, со искрена, честна намера, ја свикавме, односно побаравме да се свика оваа воредна седница, на која што во текот на денот, а и денеска, беа презентирани три предлог мерки, односно разумни предлози за постепено надминување на настанатата ситуација. Како преходниот говорник пред мене, Љубица Јанчева, ги спомна веќе определените предлози, тоа се да се направат измени и дополнувања на Законот за финансиска поддршка на општините и јавните предпријатија, кои што се основани од единиците на локалната самоуправа за давање на финансиска инекција. Ова не е ништо ново, ова е веќе видена пракса со закон донесен во 2018 година, кога владата тогаш одлучи да ги финансира општините за да ги сервисира и да ги покрие долговите кои што ги има генерирано до тогаш општините, за да можат нормално да функционираат. Тој закон е постоечки, со негова измена и дополнување може
како совесни граѓани, пратеници во собранието да се донесат измените и дополнувања по скратена постапка, бидејќи скратената постапка за све се користи, освен за вакви работи кога искрено, реално треба да се искористи и може во најбрз можен рок да даде финансиска инекција собранието преку вакви измени на законот. Понатаму една од точките е пратениците да иницираат надзорна расправа за состојбите во град Скопје, редовна процедура. Зошто? Бидејќи Скопје е Скопје и Скопје е репрезент на целата наша држава. Понатаму, делот во кој што владата денеска на воренна седница одлучи да додели, односно субвенции евродизел гориво од државните резерви за нафта. Тоа е за поздрав, коректно делување од страна на представниците на владата, но меѓутоа тука ми се јавуваат неколку прашања кои што сакам да ги издискутираме. Нема наведено точно во колкав износ, затоа го наведуваме износот од 2,5 милиони литри, кои што би стасале, односно би биле доволни за јавното сообраќајно предпријатие да ја извршува функцијата за која што е основано од овој Совет на градот Скопје до крајот на новата година, кога претпоставувам дека веќе треба да имаме и донесено и буџет на градот Скопје за 2025 година и кога треба да одлучиме за наредната година во однос на функционирањето на јавното сообраќајно предпријатие. Затоа ќе побарам и за оваа ставка во оваа иницијатива, односно заклучоци, да ја поддржиме, бидејќи, како што кажа градоначалничката, добила уверување од страна на премиерот дека ќе има субвенции за дизел гориво се додека не се затвори постапката за набавка, односно спогодба, која што денеска, цитирам, од еден од медиумите ми е ова извадено, денес, меѓу другото, Бирото за јавни набавки донесе одлука со која се исполнети условите за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас за да се скрати периодот за набавка на дериватот потребен за градот Скопје. Во ред, не е тоа спорно, ние ниту можеме да знаеме колку долго ќе траат тие преговори, но меѓутоа јас имам друго прашање, бидејќи Бирото за јавни набавки на 13 ноември годинава донел решение со кое што ја укинува, односно ја поништува јавната набавка. Во тоа решение има правна поука која што вели дека во рок од 8 дена може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување по жалби во јавни набавки. Доколку јас како надлежен, односно директор, овластено лице, знам дека постапката сум ја спровел во согласно со сите закони и процедури, сигурно дека ќе поднесам жалба и не само јавниот орган кој што нели го објавува јавниот оглас, туку и економскиот оператор кој што се пријавува на јавниот оглас има право на жалба. Тоа е двостепеност, односно два органи во овој дел може да поднесат жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки. Мене ми е прашањето дали, бидејќи денеска е последниот рок за жалби, може Бирото за јавни набавки да донесе ваква одлука се додека трае, односно е отворен моментот од тие 8 дена за една од двете страни да поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки. Ќе побарам поддршка од сите вас. Го поздравувам тоа што го кажа градоначалничката во однос на Басраби транзит системот. Тука сакам исто така и повторно да се обратам и до мнозинството во Советот на градот Скопје, до владеачките структури во Македонија кои што моментално ја практицираат власта, односно извршната власт, бидејќи има закон со кој што Македонија е задолжена кај Европската банка за обнова и развој со проектот за Басраби транзит систем, проект за кој што гарантира Европската банка за обнова и развој, гарантира Министерството за финансии, гарантира Министерството за транспорт и врски, во вид на закон кој што е изгласан во собранието, кој што е се уште актуелен закон и тој закон е во важност до ден денеска. Затоа повторно ќе побарам и став и од мнозинството во Советот на градот Скопје, но и од владеачката структура што планира со овој закон, бидејќи овој закон не обврзува претходната влада кој што го донела или претходното мнозинство во собранието, овој закон ги обврзува сите влади понатаму кои што се должни да го реализираат проектот за кој што се обезбедени 70 милиони евра пари од Европската банка за обнова и развој. Ќе побарам поддршка за денешните три
заклучоци со кои што како членови на Советот во градот Скопје ќе покажеме дека знаеме да ја тргнеме политиката на страна и знаеме да одлучиме за интересот на граѓаните на градот Скопје. Не е време воопшто за политички препукувања. Време е да донесеме здрави, разумни одлуки за постепено решавање на проблемите во градот Скопје и со проблемите со кои се соочуваат граѓаните на градот Скопје. Потребно ни е обединување на сите политички структури и субјекти за доброто на граѓаните на градот Скопје. Не утре, не задутре, не наредната недела, ниту пак наредната година после локалните избори. Тоа обединување и носење на одлуки ни е потребно денес, ако си го сакаме нашето Скопје да ни личи како што треба. Ви благодарам. Благодарам, господин Шитаров. Збор има Катерина Јовановска. Вие за збор се јавите? После Катерина.